Почитувани, во наредниве минути ќе разговараме со господинот Миле Левков, по професија правник и народен пратеник во Македонското собрание од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Веќе врската е воспоставена, верувам се слушаме добро. Господине Левков, ако е така, добро ви утро и добро ни дојдовте. Ви благодариме што сте заедно со нас. Добар ден, добро утро, се надевам дека и вие ме слушате. Ви благодарам за поканата, поздрав до сите кои што не гледаат, поздрав до сите македонци во светот. Голем поздрав до вас во студиото, втор пат имам прилика да се вклучувам, се надевам и денеска ќе имам интересна емисија. Повелете. Токму така, добро ви утро и од мене, господине Левков, и добро ни дојдовте, како што вие рековте, по втор пат, дај Боже да има повеќе вакви средби на македонски корени. Господин Левков, денешниот разговор сакам да го започнеме со Кочани поради две работи. Едната е тоа што јас сум пресно поврзан со овој град, после Охрид се разбира, а другата поважната е тоа што вие доаѓате од Кочани и најдобро сте запознати со целокупната ситуација во овој град и околината, а поврзани со огнените стихии што неодамна го зафати овој регион, но и цела Македонија. Кажете ни ја во кратки црти состојбата во Кочани денес и Кочанско после пожарите. Кои се последиците со кои се соочуваат жителите од овој регион? Дали овиот власта имаа слух и почна со санирање на последиците? Дали на оние на кои им е потребна хитна помош за враќање во еден вид на нормален живот, што би се рекло во општината Кочани, им ја даде на најзагрозените жители или не? Она што го забележавме во ситуацијата која што се случи овде со пожарите, а особено беше евидентно во Кочани, каде што пожарот се разгоре и дојде непосредно веднаш до куќите, односно беше закана за имотот и за жителите на Кочани, видовме една целосна неорганизираност, неспремност, неподготвеност на власта да се справи со тој проблем. И она што загрижува во моментот е не самото санирање на штетите, затоа што помина без, да кажеме, значителни штети. Околу 47 пријави за оштетен, опожарен имот стигнаа до општината. Видовме дека оние кои што беа најпогодени деновиве, не знам дали стигна до вас информацијата, веќе добија донација од општествено одговорни фирми од Виница кои што донираа кров за едно од пожарените куќи, и тој гест го поздравувам. И исто како на денот на пожарот видовме дека се вклучија граѓаните, се вклучија фирмите, се вклучија пожарникарите, меѓутоа она што затоа и беше државата, организацијата на државата во Кочани, половина од целиот пожар не беа вклучени хидрантите, па мораа да патуваат пожарникарните возила кои што видовте во каква состојба сте, мораа да патуваат дури до централата за да ги наполнат. Видовме многу пропуски, видовме дека во државата, па и во Кочани фалат голем број пожарникари. Град кој што има 32.000 жители ги покрива и околните Зрновци, Облешово и Чишиново, има само 17 пожарникари. Секоја чест за луѓето, секоја чест за нашите сограѓани кои што се изборија. Меѓутоа државата, Центарот за управување со кризи, градоначалникот покажа целосна логистичка неспремност и по завршување, освен санирањето на штети, нема набавка на нова опрема, нема најава за ревизија на протоколите за гаснење, нема најава за некои посериозни измени токму онаму каде што е најпотребно. Локалните избори се закажани за 17 октомври за Кочани. Веќе е познат кандидатот за градоначалник, тоа е господинот Љупчо Попазов. Господине Левков, колка ви се шансите да се врати Кочани во вистинскиот сјај и на жителите од оваа убава наша општина, да им го подобри секојдневното живење во сите полиња? Како е расположението на жителите на Кочани? Спремни ли се за промена на локалната власт? За сите кои што не го познаваат, ги поканувам да дојдат да најдат начин да го посетат Кочани, едно прекрасно место, планината Осого, односно центарот пониква се наоѓа над нас, имаме вештачка акумулација Брана градче, прекрасен град кој што за жал во последните 4 години се развива како, за жал да речам, третокласна паланка со само козметички уредување на инфраструктурата, па сега, затоа што се ближат избори, имаме целосен сообраќајен хаос, кочанчани се заглавени, не можат да се движат, не можат да функционираат, се со цел да се направи еден предизборен маркетинг на градоначалникот за да добие нови
4 години, меѓутоа јас ви уверувам дека тоа нема да се случи. ВМРО-ДПМН е како и во цела Македонија, меѓутоа е особено во Кочани можам да кажам со исклучително квалитетен кандидат, човек кој што е способен да испланира, да испроектира и да изреализира проекти за конечно да започне Кочани да се развива како вистински град, а со тоа нормално и источниот дел на нашата убава Македонија. Господин Левков, пред некој ден председателот на ВМРО-ДПМН, господин Мицковски, обелодени дека ВМРО-ДПМН е на чекор до окончување на договор за меѓусебна поддршка со коалицијата Алијанса и Алтернатива за време на локалните избори уште во првиот круг. Дали е постигнат дефинитивен договор и за кои општини станува збор или се уште се разговара? Дали имате информација кој ќе биде кандидат за градоначалник на град Скопје? Ако имате, кажете кој ќе биде таткото или мајка на скопјани. Ако не пак, барем кажете ни помеѓу кого се кршат копјата за град Скопје. Токму онака како што кажа и подпредседателот Владо Мисајловски, кој што го видов и во најавната шпица на друга тема, меѓутоа тоа го обелодени тој самиот. Интензивните преговори течат во моментот и се финализираат, остануваат денови се во прашање практично за да се излезе со кандидат за град Скопје и да се излезе со последните, да кажеме, финализирани коалиции за кои општини ќе се коалицира со Алијанса и со Алтернатива. Исто така и за град Скопје остануваат да се сумираат последните анкети, извршниот комитет да го даде предлогот, да помине на Централен комитет и потоа како за и овие 46 кандидати исто така ќе биде презентирано пред македонската јавност на пресконференции и на други начини на промоција. Така да денови се останате покусо за имиња со кои се разговара, се кршат копјата. Кои се во потесниот избор или се уште не сакате да откриете? Не би сакал да зборувам за тоа, сите имиња се високо квалитетни стручњаци и не би сакал да навлегувам во таа. Со прифаќањето или поточно со носењето на одлука ВМРО-ДПМН да подржи непартиски кандидат за општина Центар, малку ја збуни јавноста. Професорката Наташа Котлар, која доаѓа од редовите на Глас за Македонија, поседува високи квалитети и чувство за македонските национални интереси. Дали ваквиот чекор ја отвора вратата и за предизборно коалицирање со Глас за Македонија на парламентарните избори? И уште нешто, како беше дочекана оваа одлука од страна на пратениците од опозицијата, но и од пратениците на вашите коалициони партнери? Ние секогаш кога станува збор за квалитетни луѓе, како што рековме во последната понуда, во понудата која дава ВМРО-ДПМН за локалните избори, има исклучително квалитетни, млади, стручни кадри кои што ќе бидат целосна спротивност на она што ќе го понуди Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција со ДУИ. Во тој контекст е и кандидатурата на професорката, таа е редовен професор на Институтот за македонска историја, човек кој што не се плаши да говори гласно, кој што има јасни ставови за Македонија, за македонската историја, за најважните идентитетски прашања и слично. Човек професионалец, сметам дека секогаш кога станува збор за искрени професионални луѓе, истите добиваат поддршка не само од пратениците на опозицијата и коалиционите партнери, туку ја добиваат поддршка практично од сите луѓе, токму и затоа зборуваме за голема победа која што ќе дојде на следните локални избори. Престојните. Од Левица најавија дека на овие локални избори нема да имаат своји кандидати за градоначалници, туку ќе настапат само со советнички листи. Имајќи го ова во предвид, јавноста очекуваше дека Левица ќе ја прифати поканата од господинот Мицковски за обединување и уривање на оваа ненародна власт, но се случи обратното. Апасиев ја одби поканата. Овде сакам да потенцирам дека за нас ова воопшто не беше изненадување, бидејќи во законодавниот дом, каде што сте вие и пратеник, поточно представник на народот, честопати бевме сведоци во изминатиот период, каде што од партијата Левица, која формално е во опозицијскиот блок и која наводно се залагаат за уривање на оваа заева власт, многу често има конфронтација со пратениците токму на ВМРО-ДПМН и коалицијата наместо со пратениците на СДСМ. Како гледате вие на ваквиот чекор, господине Левков? Зошто е тоа така? Ако навистина целта на Левица е да се урне оваа ненародна власт?
Престојните избори, односно локалните избори се мнозински избори, каде што буквално секој еден глас даден и за листите, меѓутоа и за градоначалниците е исклучително важен и буквално еден глас може да одлучи. Јас и дополнително и за гледачите и за јавноста, додека просечниот мандат на пратениците изнесува некаде околу 2 години, во Македонија 2 години, 2-3 месеци, да не ја сгрешам статистиката, кога станува збор за градоначалниците, просечниот мандат е над 4 години поради одложувањето на локалните избори. Значи немате предвремени локални избори. Затоа е многу важно токму на овие локални избори да се поразат политиките на Зоран Заев, кој што дава само празни ветувања, на крајот гледавме не само ние и сите граѓани видовме дека програмите од план за живот од претходните локални избори практично исчезнаа од интернет мрежите, ги нема никаде ветувањата, затоа што не реализираа ништо, па остана само огромниот јавен долг кој што успеа да го направи СДСМ. И сега ако го ставите тоа на вага и отворената понуда од ВМРО ДПМН е подадената рака за да се победи, за да бидеме заедно во еден широк опозиционен фронт, за да се победи Зоран Заев, со прифаќањето или неприфаќањето на оваа понуда, сметам дека сите, вклучително овде и левица и лидерот на левица, јасно се диференцира во кој табор припаѓа, односно јасно сам себе се стави на страната на токму оние кои што 4 години ни ја разграбуваат и угнетуваат Македонија, меѓутоа тој нема да биде пресуден за големата победа која што ќе следи на локалните избори. Тоа е само нивен пропуст, затоа што тие нема да бидат дел од големата опозиционен фронт кој што конечно ќе го порази режимот на Заев. Премиерот Заев најави дека спремен е да прима бегалци од Афганистан и бројката која тој ја споменуваше е многу висока за разлика од другите земји, кои исто така најавија дека се спремни да примаат бегалци, но во тие земји бројката е и можност Македонија да си дозволи еден ваков луксус за да прима десетина пати повеќе од многуте побогати земји и која е намерата на Заев со ова што тој го наговестува? Ние како македонци сме солидарни затоа што многу пати во историјата ние за жал сме го поминале тој пат да бидеме протерувани од своите родни огништа и знаеме како изгледа да бидете протерани, знаеме како изгледа да бегате од одреден политички режим кој што ве прогонува, меѓутоа она што го гледаме кај власта, особено кај премиерот Заев и неговата криминална власт, секој ден ние имаме нови бројки. Започнавме со тоа дека ќе се примаат 200 бегалци, па наредната информација беше 450 бегалци, за во текот на вчерашниот ден да слушаме бројка од 600, во исто време во држава во која што немате лични карти, немате свидетелства, луѓето имаат практично забрани да излегуваат и да влегуваат во молови, да пазаруваат затоа што не биле вакцинирани, а истите тие луѓе не се вакцинирани затоа што Министерството за здравство, односно Венко Филипче, доснеше со вакцините неколку месеци. Во држава во која што буквално секој ден се иселуваат млади луѓе. Погледнете ги стапките на иселување. Ние токму заради тоа сме загрижени. Во држава во која што не функционира ништо, имате еден премиер кој што на целосниот хаос уште најавува примање на бегалци кои што гледаме дека ниту развиените земји не може да примат толков број. Па ќе се запрашате зошто развиените земји секогаш разговараат и се внимателни со бројките на бегалци кои што ги примаат, и одговорот ќе биде затоа што тие земји се грижат и за своите граѓани, меѓутоа се грижат и за луѓето кои што ќе стапнат во нивната држава, односно во нивната земја. За жал, кај нас од Заев гледаме на целосна негрижа за сите, па искрено ги жалиме и луѓето што се овде, ги жалиме и оние луѓе кои што треба да стигнат во ваква држава, како што рече потпредседателот Александар Николовски, кога ќе дојдат од Афганистан, кога ќе ги видат нашите улици, нашите болници и училишта, за жал ќе посакаат да се вратат назад. Тоа е жалната и суровата вистина во Македонија. Пред малку сакав да поставам едно прашање, пред да го постави прашањето Бети, меѓутоа благодарение на Бети ми опомена дека времето многу не избега, па тоа прашање ќе го оставиме за друга прилика. Инаку на прославата по повод 20 годишнината од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор се случи
еден скандал, што би се рекло. Наиме, порадешниот генерален секретар на НАТО, лорд Џорџ Робертсон, во обраќањето по повод 20 годишнината од Охридскиот рамковен договор во еден момент рече, цитирам, храбрите и талентирани северно македонци. Ова негова изјава беше премолчена од страна на присутните, а премолче и целивот државен врв кој беше на прославата. Премолчеа и новинарите кои беа таму. Ние не забележавме реакција од ниту еден медиум. ВМРО ДПМН не присуствуваше на таа прослава. А зошто сето ова се премолче, господин Левков? Дали вие од партијата реагиравте на ваквата изјава или ја пропуштивте шансата да ја подсетите македонската јавност на лагата од страна на владата на Заев дека јазикот и идентитетот ни бил забетониран? Токму како што рековте, најпрвин ВМРО ДПМН не присуствуваше на приватната забава на криминалната коалиција помеѓу ВМРО и ДУИ. Тоа е првата работа. Втората работа, со ваквите изјави, за жал, се потврдува она што го зборуваме ние како партија долго време, а тоа дека со договорот од Преспа е загрозен македонскиот идентитет поради јазичната кованица која што видовме дека ја користат. И токму поради ваквите ситуации е потребно што побрзо да дојде до промена на власта, затоа што ние имаме еден пристап кој што се вика институционален пристап наместо индивидуален пристап. Значи, овде реакцијата која што треба да дојде за ваквите ситуации треба да поттикне од институциите за да бидат обесхрабрени сите оние кои што користат вакви кованици како што беше искористена на приватната забава, како што ќе речам помеѓу ДУИ и помеѓу СДСМ. Треба цврста реакција на институциите. Меѓутоа, ние како поединци остануваме најцврсто да ги осудуваме ваквите злоупотреби и ваквите вештачки создавање на нови нации кои што не постојат или поздравување на граѓани, луѓе, категорија, како сакате, етнос кој што не постои, кој што е вештачки дизајниран. Тоа е најголема навреда за македонскиот народ, поради сето ова на македонскиот народ му требаат институции кои што ќе реагираат и институции кои што барем малце ќе можат да го спасат она што за жал ние веќе го нотиравме, дека се загрозени македонскиот идентитет со договорот кој што го потпиша Заев, па за жал ни се случуваат вакви работи, меѓутоа, како што реков, ВМРО не беше присутна на ова што не беше државничка прослава, туку беше приватна прослава на криминалната коалиција ДУИ СДСМ. Пред локалните избори треба да се одржи и пописот кој ќе трае од 5 септември па се до 30 септември. Бројките на ново заразени се многу големи. Вчера имаше 1074 ново заразени на COVID-19, а 24 починати. Првиот човек, директорот на Државниот завод за статистика, господинот Апостол Симовски, е со став дека без разлика на тоа пописот мора да се спроведи, иако никој не се пријавува на огласите за пополнување на тимовите за попис и инструкторите. Какво е вашето очекување, господине Левков? Ке има ли попис или не? Стравувате ли и од злоупотребата од страна на тимовите за попис кои треба да одат по домовите и можноста да агитираат, односно подкупуваат гласови за локалните избори кои треба да се одржат после пописот, се разбира по инструкција на власта на Заев и Заев? Она што го видавме во изминатиот период е дека владата на Зоран Заев не штеди средства, методи, начини како да ги подкупи, како да внесе свој партиски инженеринг во изборите, па секако стравуваме и од можноста овие тимови да бидат партиски, да се искористат за партиска агитација без разлика дали би било тоа подкуп или само агитација и мапирање. Секогаш таквите опасности постојат кога имате некој како Зоран Заев кој што практично нема ограничување кога станува збор за злоупотреба на власта и на службени овластувања. А кога станува збор за самите попишувачи, останува одговорноста на власта да спроведат, да организираат попис како што треба, попис кој што ќе биде правилен и попис кој што нема да ги загрозува граѓаните. За жал гледаме дека се најавуваат попишувачи кои што не се вакцинирани. Ние често ги добиваме овие прашања и апелираме дека Заводот за статистика и најодговорните треба конечно
да излезат и со последните информации, со последните протоколи, за да можеме ние да ја дадеме нашата критика на сето она што ќе го видиме, затоа што на овој начин имаме нецелосни информации кои што потекнуваат од медиумите, а невакцинирани попишувачи е апсолутно неприфатливо. Ако вас не ве пуштаат во ресторан, во угостителски објект или во било каков објект, театар или било каков објект без разлика, без да бидете вакциниран, зошто вие би дозволиле некој невакциниран да влезе кај вас, со што целосно ќе се компромитира процесот на попишување, како што рековме, потребно е да имаме еден консензуален процес каде што конечно ќе знаеме со кои бројки располагаме, затоа што сме држава која што нема попис. Меѓутоа на овој начин на кој што државата се однесува кон пописот, гледаме само дека уште еднаш ќе кажам, тоа е политички, а не статистичка операција. За жал, се почесто се претвара во политичка операција. Господин Левков, македонската јавност се уште се сеќава на ветувањето од страна на СДСМ за време на изборите на така кампања во 2016 година, кога ветуваше дека ќе создаде стручна и ефикасна администрација и дека нема администрацијата да користи за партиски вработувања. 4 години потоа, од кога дојдоа на власт, од она што го ветува, не спроведува ништо. И наместо тоа ја оптоварија администрацијата со времени вработување и со зголемени трошоци. Така, например, во 2017 година власта на Заев потрошила 347 милиони денари, за разлика од 2016 година, кога имаше потрошено 333 милиони денари за времени вработувања. Во 2018 таа бројка порасна на 490 милиони денари, во 2019 на 600 милиони денари и вака секоја година ги зголемуваат трошоците за вакви времени вработувања на нивните партиски послушници. Дали од ова може да се заклучи дека привремените вработувања всушност се една од алатките за партиска корупција и влијание на избори? И како да се запре ваквото трошење на народни пари и поважно од тоа, кој треба да го спречи ваквиот начин на вработување и трошење на народните пари? Само во право сте добра ви анализата со зголемување на трошоците за привремени вработување. Со последниот ребаланс кој што беше донесен во собранието, со кој што практично се менуваше буџетот кој што беше донесен на крајот на 2020, со последниот ребаланс власта ги зголеми средствата кои што се однесуваат на трансфери за плати и придонеси за 0,6% од буџетот, значи за 24 милиони, и рековме дека буџетот е како една куќа од стакло во која што ако ги погледнете ставките, јасно ќе знаете кои се нивните намери. Кога ги погледнавме ставките точно по институции, по оддели, по раздели, можеше да се види каде, во кои министерства, колку вработување планираат и тие се надеваат дека тие вработувања треба да и допринесат во, како што реков, политичкиот изборен инженеринг, каде што власта, користејќи ги своите механизми и дискреционото право на одлучување, ќе може да ја измени волјата на народот. Меѓутоа, сметам дека незадоволството кај народот е доведено до таа мерка што ваквиот инженеринг само ќе остави огромна буџетска дупка, само ќе остави хаос во институциите кои што доправа ќе треба да го исправаме и кои што со генерации нема да можеме да го надоместиме. Тие практично ја крадат иднината на нашите деца со ваквиот инженеринг. Господине Левков, од власта на Заев неиздавањето на лични карти го лоцира во поднесувањето амандмани, со што се блокирал предлог законот за лични карти, а од друга страна Заев изјави дека постоела и техничка можност за да се гласа со лична карта, со лични карти на кои им е истечен рокот на важноста, а касно вчера попладне владата на Заев донеси и брза одлука за печатење на нови лични карти, која треба да започне денес. Вие доаѓате од сферата на правото. Према вас, што се крие за сето ова и која им е намерата на овие од власта со овие постапки? Целосна диктатура се крие, целосна диктатура, целосно понижување на законодавниот дом, целосно понижување на парламентот, сето она што се случува во Република Македонија. Над 40.000 граѓани не можат да добијат лична карта, рековме нема свидетелства, нема таблици и во меѓувреме гледате влада која си дозволува да излезе во јавноста и да каже дека биле виновни од парламентот затоа што не
донеле закон. Постојан, актуелен закон за лични карти има. Секојаш кога СДСМ сака да направи некој криминал, да направи нешто незаконско, се обидува да донесе закон за истото да го озакони. Ќе ве потсетам на законот за Гама, со кој што беа префрлени 33 милиони евра на Мак Петрол. Ќе ве потсетам на законите за коридорот 8 и 10, каде што се озаконува практично распишување на огромни склучување на огромни договори без распишување на тендер, а сега тие објаснуваат дека не можат граѓаните да добијат лична карта затоа што немало закон. А тоа е чиста лага, закон има, туку не е усвоен предлог законот кој што се наоѓа во собраниска процедура. И за предлог закони треба да разговараме во собрание, не да се разговара секаде освен во собрание. И од друга страна имаме најави дека ќе се користат изминати лични карти, а членот 7 од постојниот закон за лична карта вели граѓанинот не смее да користи лична карта со истечен рок на важење. Од друга страна, членот 5 јасно укажува која е содржината на личната карта, па вчера видовме на 100-та седница одлучила владата да се донесе подзаконски акт со кој што ќе се регулира. Јас чекам да го видам во службен весник како ќе изгледа тој подзаконски акт, меѓутоа уште еднаш ќе кажам, со подзаконски акти не можат да се менуваат закони и законски одредби, не на тој начин на кој што го прави диктатурата на Зоран Заев, и одговорност за сето ова ќе има, затоа што во време на корона, додека цел свет се бори во корона, во Македонија верувајте ми се појавуваат нови правни методи, нови видови на толкување на правото, се во насока да се зацврсти диктатурата на Зоран Заев, меѓутоа верувајте ми тоа нема да оди долго, а одговорност ќе има. Времето не тепа, имаме време уште за едно прашање, верувам дека нема долго да трае одговорот. Локалните избори се на 17 октомври, што значи за 8 недели, а долго најавуваните измени во изборниот законник не се случија. Дали не носењето на измени кои ги препорача од ОПСЕ и ОДИХР се всушност и една од алатките на власта за нефер и недемократски избори, и која алатка вас ви стои на располагање од опозицијата да се справите со евентуалните подкупи, уценувања и заплашувања од страна на власта, и што очекувате од овие локални избори? Во колку општини ќе ја понесете победата? Како што реков, очекуваме голема победа конечно на овие локални избори. Да, во право сте, се најава голем подкуп, измените во изборниот законник не настапија, иако ние во собрание бевме спремни да го донесеме. Ќе се навратам овде на прашањето за Левица, едно од партиите кој што го блокираше недонесувањето на изборниот законник со голем број амандмани беше и партијата Левица. Ние како ВМРО ДПМН бевме спремни за помал праг кој што првично беше утврден на 3%, бевме спремни да се гласа и за помал праг и од 2% и од 1%. Меѓутоа, еве јавноста нека знае дека ова се први избори во кои што ќе се оди со изборен законник во кој што не се имплементирани препораките од ОПСЕ и од ОДИХР. Значи, посебно завршување на секој изборен процес доаѓаат одредени препораки од ОПСЕ и од ОДИХР кои што подоцна законодавниот дом ги имплементира во изборен законник за да можат да се надминат тие проблеми и да не се соочат со истите проблеми за наредниот изборен циклус. Сега е прв пат во Македонија да не се имплементираат вакви препораки од ОПСЕ од ОДИХР, и сметам дека овде целата вина лежи токму во владеачкото мнозинство, кој што најдоа начин, дали преку нивни партии и сателити или на други начини, најдоа како овој процес да го компрометираат. Па еве, одиме во избори без донесен изборен законник, понудата стои, доколку утре не повикаат, ние сме спремни да се појавиме во собрание и истите да поминат. Ви благодариме за учеството во Македонски корени, господине Левков. Ви благодариме за секое делување и потреба за доброто на Македонија и македонците. Ви посекуваме среќа, имајте си убав викенд. Останете во добро здравје, бидете ни заштитени заедно со семејството. Пријатно дослушање и секако довидување овде на Македонски корени. Благодарам, голем поздрав и од Кочани. Пријатно дослушање, остануваме во контакт.